Четврток, 12 март 2026. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната седма седница. Беа усвоени завршните сметки и извештаи на општината и локалните установи. Расправајќи по завршната сметка на општината, советникот од СДСМ Вуко Мелов повторно забележа дека општината била презадолжена. Долгот бил 9,1 милион евра или еден годишен буџет. Праша дали постоел план како ќе се надминела лошата финансиска состојба. Председателот на Советот, пак доктор Стојан Чорамов, се осврна на сработеното и проектите кои се реализираат и истакна дека минатата година била година на резултати и развој на општината. Градоначалникот Митко Јанчев му одговори на Мелов дека општината не била презадолжена и дека постои план. Најави влез на неколку брендови на супермаркети во Кавадарци. Не сме должни, имаме план, 100 пати ти го објаснав и на само и вака и пред јавност и пред сите, дека од тој поглед имаме план. Само за информација, во моментот имаме 1,5 милион евра донација од приватни компании за јавен интерес. Ти ги знаеш, Lidl тие со договор поминат на Совет 800 евра кружен текст со комплетна инфраструктура. Во Кејот од Орка Камчеви семејство, понеделник се воведуваат у работа кај од 300 евра. Фотоволтаици маме 100 евра. И да не ги бројаме другите. Значи, 1,5 евра имаме донација на почеток на годината. И ние сега збориме за оперативен долг. Да, има оперативен долг и че има се дојка работи. Дојка градиме спортски сали, градинки, школи се реновират, булевари, денеска с другарски улица се отпочта, асфалтирање на Достоевска, не знам уште каде не сакам да ги бројаме, да потенцирам улици кои ще се работат, што беше порна свадба се правеше, Вуке, мал беше ти. Улица се асфалтира, свадба се прави, гајбата пивучи бабите тук. За асфалт. Са не збориме за спортски сали, деца сите у градинка, средно образование средено, за оброк за секој дете, јавен превоз, нови автобус, 3 би има од владата и сакам тука се доврзам. За обиколницата, стратешки проект ќе го зборуват од 90 година и за тоа дојдиме на вие трет мандат за да ја реализираме и ќе ја реализираме. 450 евра само документацијата за обезбедување на проект за обиколницата. Во завршна фаза се поштува во две фази, прва и втора фаза, како што знаете, да не се поновувам. Кажа Рамов од прилика процента вредност која ќе кошта, што не значи таа дека е променлива. Ево ти дие енергенци, железо, набавки, тука сме многу ранливи и на почетокот го кажав тоа. Гранични премии се работе, Маркова нога се завршува, се пушта, се префрлат на нашиот. Тоа е билатерална меѓународна соработка и гранична соработка помеѓу најмалку две држави. Не земаш во обзир дека станува збор за држава членка на ЕУ, кој што треба да ни возможи плюс пристап за граничен премин. И сето тоа пак се доврзе на почеткот и со туризмот, и со развојот, и со сите работи. Сега да си паметен, да си купиш еден плац таму за фришоп, да знаеш ќе биде. И ќе биде. До Дисан, па тоа знаете да работите ви од СДС. Фришоп, че трговски, тоа не е мојште друго. Општина Кавадарци 2018 година не кажуваше дека основниот буџет бе 160 милиона, сега е 700 милиона. Имото, ти кажа Рамов, зголемен на 4-5 пати зголемен имот. 50 милиона евро, нас прати 15 милиона евра имот. Не кажуваше дека Кавадарци не останало 8 години и 1 саат без вода. Немало рестрикција. Не кажуваше дека од 8 пожарникари 31. Зашто не видена? Хигиена на максимално ниво. Комунален износ се изнесува од секоја последна населба, село или куќа. Услугата не е подобрена. Зошто вака да се сте види? Дај да испадне малко од Кавадарци надвор, поживеј месец, вака се вратиш тука, мислам дека се префрлиш кај мене у кабинет. Кечи шалал да ти. А и ти знаеш дека е така, само не смееш да кажеш. И тоа е нормално. Ама дај менји малко работа. Шарај, не само тука тоа, едно исто. Значи, стратегија и планци да правиш како што треба, да не верглаш така, да не верглаш уместо, пошто верглането уместо само тониш калата надолу. Че подрипниш малко, понапред. Пазар имаме европски. Еве ти, че откриваме виче работи, не можеме да ги крием у себе. Lidl, у октомври отвара. Кам маркет, до октомври нема до јануари ќе го завршат објектот. Веро, очекувам до понеделник да го подпише договорот. Че имаш Веро Джамбо у Кавадарци, наспроти молот. Шпар маркети,
влегува у Каваци, Рамстор влегува у Каваци. Како тоа сите сака да дојдат у Каваци, а Каваци не чини, ја не разбирам. Вуко. Сега, значи, јас како градоначалник, че потенцирам, че кажем, пред се не сум, што вика политиката пред се или партијата, после градоначалник. Прво граѓаните, системот кој што да функционира, а после нормално и политички работи кои што треба да ги води. И тоа мислам дека добро го имаш примитено и го знаеш од сите гледни точки. Од сите можни гледни точки. Се бориме транспарентно за секој еден граѓанин, се бориме транспарентно за секој едно дете, за секој еден пензионер. Пензионерскиот не е по ништо нагласа само за Каваци. Техничка документација не е усогласена со Светска банка од делот на комисиите. Поништени се 8 огласи, меѓу кои се 4 старички домови и 4 центри за социјална работа. За 2-3 недели ќе бидат распишени. Сега ќе бидат распишени поединечно. Забелешката е, ќе не кажам и шо е. Забелешката е за тоа што ги распишале во еден тендер 8 објекти. И може би објективна забелешка од Светска банка да ги распишат поединечно на територијата на Македонија. Тоа е забелешката. И у меѓувреме, покрај тој старички дом имаме маркица која што ете по нашето работење е уцртана и за приватен старички дом. Че има конкуренција, че има и државен и приватен, потребата се јавува. Имаш јавен превоз на ниво. Се сме покачиле. Шо е тоа бе Вуко што покачиме? Ми само на време се свестиме. Не ли ги гледаш другите совети? Викате Битола, сега заборави Битола. Колку е сега до центарот на Битола паркирањето? 50 денари. Поче ми каже он, ја не знам, он ќе ми каже. Значи, вчера гледам советни готина се расправа за детската градинка да ја качат 500 денара. Ни се качиме пред една година. Па на време, не го лажи народот. Како се што е без пари на крајот најскапо го плачеш. И за тоа ние транспарентно и отворено. И јас сум благодарен на вие народ и тука очувствувам максимална одговорност како семејство на тие 15.000 гласачи кои што го довериле гласачкото име за мене. И за партијата, и за советниците, и за тебе, и за било кој. И никој ќе да бидат излагани. Без разлика на политичка ситуација. Првиот момент кога ќе треба да се лаже, ја пред да се лаже си одам, не лажу. Затоа што не зависам искрено лично од оваа функција и напротив се трошиме, годините си одат и со ти кажал еден штор пат ќе ти кажам. Нема поубаво чувство кога ќе се направиш за некој друг, дај донација ќе даеш или ќе сработиш нешто да се чувствуваш како за себе. На тоа ниво сум сега во моментот и так се чувствувам за општина Каваци и граѓаните и жителите на цела територија. Без разлика на определба на партија на било што. Значи, за тоа немаме дилема. Немаме дилема. Види ги сите статистички бројки. Разгледа ги објективно. Од пазарење до само приходи на предпријатијата, до развивање на спортот, до негување на најмладите, од здравствен преглед до згрижување. Комплетно се. Ни сега работиме на септември месец да стигнеме сите основни училишта да бидат во едносменско образование. Односно да биде утринска задолжително образование, да не ода втора смена, а да имаме простор во секој училиште и за продолжен сместење. Така ќе го подобриме квалитетот на образованието. При тоа ни еден наставник или учител или било кој да не остане без работа, да му се најде соодветно место за да функционира. Тука круме нема да имаме емоции. Тука ќе имаме ситуација кај што, пример, ако испаднат 30 наставници, условно кажано, без одделенски или без предметно на работа, ќе му најдеме работа. Ни фалат логопеди, ни фалат педагози, ни фалат луѓе за продолжен престој. Тука треба да имаме заеднички став сите и тоа да го донесеме една за секогаш. Доста више паралелки со 10 деца, со 9 деца, со 8 деца, со 11 деца у прво одделение. Нема социјална, нема конфузија, нема развој, ништо нема. Хендикеп е тоа за едно дете да учи со 9 деца, вклучувајќи го него каде 9. Така да во тој дел треба заеднички да ги развиеме работите, покрај тоа што предуслови имаме максимални кредит. Без кредит се работели. Кажи ми, која општина може да го реше проблемот ако не земе кредит? Со Јован го дискутираме тоа. Ако не земеме 300 евра на лизинг, опрема, односно на кредит преку јавното предпријатие комунале, сметларки, џубрарки, цистерни, како не ќе го изфрлиме џубрето? Никако. Ако не ги земеме автобуси на оперативен лизинг, кој што ја завршува за 16 рати и имаме автобуси, како ќе купиме автобуси? Ние ги испадна дека се враќа, недостиме.
Како тоа нашите јавни предпријатија се у лоша состојба? Немој вук така, не се у лоша состојба. Ја не очекувам од јавното предпријатие паркинг да биде у профит. И не треба за тоа што нема да биде на терет на граѓаните. Ја не очекувам јавното предпријатие за превоз да биде профит кога имаш карта од 45 денара за Раец, за Фари, за Дреново, за Сопот, пензионери ослободени. Тоа некој ќе го плате. Ќе го плате општината со дотации, со се. Таа карта кошта реално 200. Али условите, алтернативата на граѓаните му е да, еве ќе дојде горе од 200 денара или 100 или 18 или 60. Небитно. Треба да има алтернатива од 45 денара карта да човекот си заврши основни работи. Такси превоз те виче луксус кај нас дојдено. И за тоа го имаме тој јавен превоз кој што мислам дека е еден од подобрите во Македонија. Со новиот тендер кој што сега распишан ќе добиеме најмалку 3, најмногу 4 автобуси електрични. Ни се спремаме сега за опрема кај да ставиме таа опрема за полнење на автобусите. 400 киловати, ете ги спомнав 50.350 добиме фотоволтаици кои што при тоа имаме 400 киловати веќе инсталирани по јавни институции. Меѓу првите општини го направивме тоа. Хидроцентрали што носат профит, прикото јавното предпријатие. Не ги приватизираме, не ги окрадиме, напротив, 5 изградиме ги оставиме да бидат јавни. Дај пофалиме му нешто, му утепа да му се снеби. Не оти че ми значи многу од тебе, ти ги јавам дека си негативно настроен, него заради тебе лично. Знаеш, кога ќе мрдниш малку и после ќе оди работа. Сега ќе ме фалел он до прва, да побарано, нечем да ме фалиш. Значи, цела работа е, не навлегувам 2017. Не навлегувам. И не би ми коментирал тогашните долги, пошто треба да работам и да зборувам против службите. Од 25 милиона долг испаднаваше 20 некнижани. И тогаш имаше кредит од 700.000 евра плюс 50 милиона, тоа се 120.000 денара. Не го коментираш нигде. И не викам дека е грешка тие кредит земен. Да, тие беше земен за сите средни и основни училишта за енергетска ефикасност која се среди од тоа време и за улици кои што се направија вклучувајќи од 2017-2018 54 милиона денара. Да, и тогаш јавното предпријатие Комуналец имаше, колку имаше горен долг према УЈП? 42 милиона долг имаше јавното предпријатие према УЈП. И не викам дека тие бил измислен долг, на рати го исплатиме наредните 4 години, сада да се фалиме, не го исплатиме. Тоа е тековно. Тековно и мора да си го завршим. И уште една работа. Имаме позитивна клима, веруваме. На ниво премиер, влада, градоначалник. Имаме позитивна клима. Ја у овој премиер верувам и знам дека знае да цени работната честноста и поштеноста и да ги цели предпозициите и врзоста на тоа да ни дава ветер у грб да одиме ние напред. И тоа случувало и претходно и сега. А поготово првиот совет, кога имаме тука заедничко мнозинство, со твоите сопартијци и со нашите и со сите, и со независни советници, имаме најголем успех. Отибеме сите заедно. Во тек се градежни активности на улицата Задругарска во Кавадарци. Се врши подготовка за асфалтирање на истата улица во должина од 250 метри и ширина од 6 метри. Проектот е со финансиска конструкција од 5 милиони денари, информираат од локалната самоуправа Кавадарци. Откако ЈП Комуналец Кавадарци изврши реконструкција на сите 3 линии водовод, фекална и атмосферска канализација во должина од 160 метри за потребите на дневниот центар за лица со телесна или ментална попреченост, денес се пристапи кон уредување на ровот, еден дел од трасата беше уреден со поставување на бекатон коцки, додека другиот дел беше асфалтиран. Целокупната инвестиција и изградбата на работите се реализирани од страна на јавното предпријатие Комуналец. Комеморативна седница во Македонското собрание на годишнината од трагедијата во Кочани. Затоа што да се зборува за трагедијата како што е оваа, може би е една од најтешките задачи што можат да и припаднат на една институција или на едно лице. Дури и по една година тешко е да се изберат зборови, но уште потешко е да се изговорат. Постојат моменти кога и да ги изберете зборовите внимателно, тие секогаш изгледаат недоволни за да го изразат она што човекот го чувствува и што го преживува. Таква е и оваа обврска за мене.
Иако јавниот збор е должност, тој никогаш не бил толку тежок. Особено кога си свесен дека во ваков случај ни една реченица не е доволна за да ја исполни празнината и за да ја ублажи болката што оваа трагедија ја остави кај семејствата и во совеста на ова општество. Белите мантили под постојан притисок и закани. Најновото истражување на лекарската комора открива поразителни бројки. Дури 70% од докторите во Македонија претрпеле насилство на работното место. Иако вербалните напади се секојдневие, а неретко се случуваат и физички пресметки, најголемиот дел од медицинските лица избрале да молчат. Не е добро да идеш на работа и да се плашиш. Зашто си дошол? Не си учинковит. Не можеш да бидеш 100% посветен на тоа што го правиш, а ние мораме да бидеме 100% посветени на нашата струка. Значи, над 70% од докторите во нашата земја, согласно нашата анкета од 23 година, се соочиле со физичко или вербално насилство на работно место. 70% од докторите, анонимна анкета, пријавиле дека биле изложени на некаков вид на насилство, од нив 80% биле изложени на вербално насилство, додека 6,8% доживеале физичко насилство. Речиси 70% од нападите воопшто не се пријавени. Тоа е он. Ние не можеме да бидеме доволно гласни, впрочем, како и вие што не можете да бидете доволно гласни, ако не го кажеме тоа. Ние уште понатаму ќе се залагаме за зајакнување на правата и заштитата на лекарите, воведување на побрзи судски постапки, а кога се работи за медицински лица, а кои што биле имале некој физички напад или некој тип на закана. Исто така воведување на паник копче за лекарите и за медицинските сестри, се со цел за да може да се пријави во реално време. Национален протокол за управување со таков тип на инциденти кога се работи за здравствениот систем. Исто така национална кампања за почитување на здравствените работници и обуки за управување со ваков тип на конфликти кога се работи за стручните лица во здравствениот систем. Мицкоски лаже, како што лажеше за името, сега лаже и за Европската Унија, рече на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Политиките на Мицкоски може да се опишат само со еден збор – лага. Ветуваше дека ќе го врати името, дека ќе го поништи Преспанскиот договор, дека никогаш нема да изговори Северна. Излажа. Јавно кажа дека доколку се открие поврзаност помеѓу ВМРО и Агенцијата за обезбедување во дискотеката Пулс во Кочани, дека ќе си поднесе оставка. И за тоа излажа. Велеше дека како советник на Никола Груевски работел про боно, уште една лага од Мицкоски. Рече дека трајно ќе се повлече од политиката ако се појават мигранти, односно економски работници. Излажа и за тоа. Ветуваше повисоки плати и подобар живот за граѓаните. Се лага до лага. Зборовите на Мицкоски не значат ништо. Како што лаже за името, сега лаже и за ЕУ. Неговата измислена приказна за влез во Европската Унија без право на глас пропадна. Христијан Мицкоски многу лаже. Еврокомесарката за проширување Марта Кос предупреди за токсични влијанија на Русија и други и испрати јасна порака во името на Европската Унија. Нема место за тројански коњи. За жал, Македонија денес има токму таков пример со ВМРО, со нивниот вице-премиер кој има средби со ноќните волци на Путин, со врските со Москва, со нивната сестринска партија СНС и со кинески пари. Европа не прифаќа тројански коњи во своите редови. Граѓаните знаат, европската перспектива на државата е реална и е достижна. Но Мицкоски ја турка Македонија во изолација. Само лаже дека сака членство во Европската Унија, не сака во Европа. Сака изолација за да продолжат криминалните тендери. Се кај Мицкоски е лага.
ССМ не постои, тоа е само СДС во синдикални маички, смета Бране Петрушевски од владеачката ВМРО ДПМН. Сојузот на синдикатите на Македонија е координирано и управувано од СДС. Целата логистика за така наречените протести на ССМ е обезбедена од СДС. До нас пристигнаа документи од свиркачи, кои покажуваат кои се лицата одговорни за организирање на логистиката за протестите. Ова е тој документ. Одговорен за организирање на луѓе и превоз од Струмица и Струмичкиот регион е Бранко Георгиев. Ова е Бранко Георгиев, поранешен раководител во јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец од Струмица во време на СДС. Бранко Георгиев, како главен теренаш на СДС, сега е главен теренаш на ССМ. Целата партиска логистика на СДС за Струмица и Струмичкиот регион сега е ССМ. ССМ не постои, тоа е само СДС во синдикални маички. Во наредните денови ќе продолжиме со објавување на сите лица од СДС кои го имаат преземено ССМ. Мицкоски молчи за Адамовиќ поради поврзаноста со бизнисот со струја, обвинија денеска од антикорупцијскиот тим на опозиционата СДСМ. Антикорупцијскиот тим на СДСМ ги открива бизнис шемите на Мицковски и нивната поврзаност. Веќе објавивме дека сопруга на неговиот партнер во хидроцентралите, Мицковски ја назначи за директорка на Развојната банка, иако самата е собственичка на компанија од енергетскиот сектор. Денеска објавуваме нов сегмент од бизнис мрежата на Мицковски, релациите и групациите во енергетиката и во бизнисот со струја. 15 дена постојано го прашуваме Мицковски кој е Душан Адамовиќ и зошто токму тој е поставен за почесен конзул во Србија. Нема одговор, Мицковски молчи. Зошто нема одговор? Денеска ќе откриеме само еден мал сегмент. Мицковски молчи за Адамовиќ поради поврзаноста со бизнисот со струја и енергетиката. Душан Адамовиќ, почесен конзул во соседна Србија, назначен од владата на Мицковски, функционер на СНС, сестринската партија на ВМРО, е директно поврзан со две компании. Адамовиќ е директор на фирмата VBA Team Energy, регистрирана во 2023 година, и директор на фирмата VBA Energy DO, регистрирана на истата адреса. Собственик на овие фирми е офшор компанија од Кипар, Evelixon Trading Limited, која што се поврзува и со берзанска трговија со струја. Што е заедничко за оваа компанија? Бизнисот во енергетиката и бизнисот со струја. Омилените бизниси и на Мицковски. И ова е само еден мал сегмент. Во деновите што следуваат, ќе објавиме поширока мрежа. Дали постои поврзаност со Сања Божиновска и на кој начин? До каде води оваа мрежа на бизниси во енергетиката? Нека видат граѓаните, бидејќи за Мицковски се е бизнис. Дали сега е појасно зошто токму Адамовиќ е поставен за почесен конзул? Дали е сега појасно зошто Мицковски молчи? Зошто има фотографии со него и зошто Адамовиќ присуствува на настани на ВМРО? Антикорупцијскиот тим на СДСМ продолжува со работа. Се ќе објавиме. Тиквеш Голден Игла лесно и убедливо го совлада тимот на Ангели 114-90. 4 екипи на табелата имаат само еден бод повеќе од Тиквеш, кој моментално е 8.
Во машката МТЕЛ, кошаркарска суперлига, вчера се одиграа средбите од вонредното 18-то коло. Во Кавадарци Тиквеш Голден Игл како фаворит го пречека в енерджијата тимот на Ангели и апсолутно ја оправда фаворитската улога. Во првиот период се одигра горе-доле рамноправно, а Тиквеш го доби истиот со 22-17. Во вториот период Кавадарчани на дело ја покажаа разликата во класа и на полувреме заминаа со убедливи 52-32. Второто полувреме беше чиста рутина, а тренерот Манев им укажа доверба на сите од клупата, кои лесно ја одржуваа предноста и стигнаа до конечни 114-90. Во редовите на Тиквеш Голден Игл, Хокинс даде 24 поени, а Парсонс 21 со дополнителни 9 скока. Димитриев додаде 18 поени, Златеви Бошалевски по 14, а Минци 11. Кај Ангели, Хоук постигна 25 поени, а Стефанов 20. Во останатите средби, Гостивар доцна се разбуди и беше поразен од Чаир со 76-81, а Кожув во Гевгелија беше убедлив против Феникс со резултат 113-98. Во скопската пресметка, работнички лесно го доби Новелијата Маджари со 97-84, а во Битола Пелистер не дозволи изненадување и го декласираше Куманово со 92-62. Колото ќе заврши со дербинат преварот, односно со пресметката за стартната позиција број 1 помеѓу ТФТ и МЗТ. Тиквеш и натаму е 8 на табелата со 26 бодови, но после ова коло дури 4 екипи, Куманово, Маджари, Кожув и Чаир, кои се позиционирани од 4-то до 7-то место, имаат само 1 бод повеќе од кавадаречкиот суперлигаш. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, температурата од -1 до 18 степени. Од сабота следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, а претежно во попладневните часови ќе има повремени локални врнежи од дожд. Дневната температура од вторник ќе биде во опаѓање. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.